Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски преку социјалните мрежи сподели дека заедно со Министерката за образование и наука Висна Јаневска направиле увид на градежните работи за изградба на новото општинско основно училиште Крсте Мисирков. По 62 години конечно се реализира проект од огромно значење за целото население, а за сегашните и идните генерации ученици, наставници и родители. Старите училишни баранки одамна не ги задоволуваа ниту стандардите, ниту потребите на современото образование. Со овој нов објект правиме крупен чекор кон обезбедување достоинствени услови за учење, воспитување и растење на децата од Ченто, истакна Стевковски. Новата училишна зграда ќе биде со приземје и еден кат, со површина од 3128 метри квадратни. Ќе биде опремена со 30 специјализирани кабинети со капацитет за 713 ученици. Градоначалникот на општина Ѓурче Петров Александар Стојковски се сретна со ракометарките на ЖРК Ѓурче Петров, кој втор пат поред ја освоија двојната круна, титулата во првенството и трофејот во купот на Македонија во женска конкуренција. Стојковски им честиташе на ракометарките и на стручниот штаб за извонредната сезона и за континуираниот успех што го постигнуваат на национално ниво. Ѓурче Петров е гордо на вас со вашата посветеност, тимски дух и резултати. Вие сте вистински амбасадори на нашата општина. Како локална самоуправа ќе продолжиме активно да го поддржуваме спортот, затоа што веруваме дека преку спортот се гради здрава и успешна заедница, изјави Стојковски. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар во соработка со Сообраќајната полиција Скопје во периодот од 26 мај до 1 јуни оваа година со помош на специјалните возила Пајак отстраниле 133 непрописно паркирани возила, кои го попречувале нормалното и безбедно одвивање на сообраќајот, извести ПОЦ. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и општина Центар континуирано ќе ја спроведуваат оваа мерка и апелираат до граѓаните да ги почитуваат правилата и прописите и да ги оставаат своите возила само на пропишаните места за да им се овозможи на пешаците и велосипедистите нормално движење по тротоарите и велосипедските патеки, а на возилата безбедно движење по улиците, соопштуваат од ПОЦ. Во просториите на општина Киселавода денес се одржа средба меѓу градоначалникот и председател на ЗЕЛС Орце Ѓоргиевски и амбасадорот на Република Турција во земјава Фатих Улусој. На средбата присуствуваше и пратеничката Иванка Василевска. Градоначалникот Ѓоргиевски и амбасадорот Улусој се запознаа и разговараа за можностите за соработка како на локално ниво во рамки на општина Киселавода, така и на пошироко ниво преку заедницата на единици на локалната самоуправа ЗЕЛС. Со амбасадорот Улусој ја отворивме можноста за продлабочување на односите преку конкретна соработка на локално ниво. Општините се директен мост меѓу граѓаните и државната дипломатија, а ваквите средби се одлична можност да се иницираат проекти што ќе донесат конкретни придобивки за заедниците. Како председател на ЗЕЛС ја гледам оваа комуникација како потенцијал за партнерство кој ќе бидат од корист за сите граѓани, истакна Ѓоргиевски. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски денеска на новинарско прашање за тоа дали очекува да биде кандидат за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН, изјави дека неговото име е дел од имињата на потенцијалните кандидати, за кои партијата спроведува анкети. ВМРО ДПМН спроведува еден транспарентен и демократски процес на номинирање на можните кандидати за градоначалници и советници за предстојните локални избори. Името на кандидатот за градоначалник на Скопје ќе се знае на почетокот од месец јули. Она што сакам да го потврдам дека моето име е дел од имињата кои ќе одат на анкети за градоначалник на град Скопје. За мене тоа представува чест и е резултат на посветената работа и реализацијата на голем број проекти кои ги реализиравме изминатите 4 години. Она што сакам со сигурност да го кажам е дека идниот градоначалник на град Скопје ќе биде од редовите на ВМРО ДПМН и секако кој да е ќе ја добие нашата поддршка и поддршката од скопјани, бидејќи Скопје заслужува сериозен развој и лик на европска метропола, изјави Стевковски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми разум те сни.